Почитувани, добра вечер. Добре дојдовте во уште една анализа на телевизија 24. Во македонското политичко секојдневие во последните месеци се константни неколку работи. Една од нив се разбира пандемијата на COVID-19, тоа е тема која е неизбежна секој ден. Исто така тука се и политичките препукувања, случувања, но и проблемот со Бугарија. Откако источниот сосед ја стави рампата за почеток на преговорите за земјава, рече се секојдневно доаѓаат информации во обете насоки, информации кои често се и во форма на отровни вербални стрели, кои ја подгреваат и онака вжештената атмосфера. Оно што македонската јавност сака да го знае дали и кога ќе има решение за овој проблем, бидејќи од него зависат македонските евроинтеграции во овој момент. Последните пораки од кои доаѓаат од македонската влада влеваат доза на оптимизам дека решение е можно. Такви пораки оптимистични доаѓаат и од европските дипломати, додека од соседна Софија, колку што можеме да видиме, ставот не се менува. Тие велат, нема да попуштиме додека не се исполнат одредени барања. Ова е една од вечерашните теми за кои ќе разговараме вечерва со нашите гости. Тоа се двајца искусни новинари, публицисти, Предраг Димитровски и Зоран Иванов. Добро вечер на двајцата. Во најновиот развој на Димитровски. Да. Во најновиот развој на настаните, вице-премиерот Никола Димитров вчера рече дека не треба да се надеваме на позитивен развој на настаните со Бугарија веднаш после изборите, како што често се зборува, но вели дека е можен пробив во мај или јуни, вели Димитров, без да даде одредени детали за тоа што очекува, како очекува. Еве како еден влез во темата, Димитровски, што мислите, гледате ли вие таков можен некаков договор да се случи во наредните месеци? Тоа што вице-премиерот Димитров вчера како рок го даде, мислам дека не е ново, тоа го спомена и специјалниот пратеник професорот Бучковски. Тоа е како прв рок, а Бучковски го спомена и ноември-декември, крајот на годинава. Така да, како термин не е ново, меѓутоа дали можеме да очекуваме позитивен развој на станите, јас сум малку скептичен, искрено ќе кажам, затоа што следејќи ги бугарските медиуми, не очекувам било какви промени, особено не драстични, во ставовите на официјална Софија и мислам дека ќе бидат сосема залудни било какви очекувања за промени во ставовите по парламентарните избори во Бугарија закажани за 4 април. Образложението кое го даваат представниците на владата велат дека бугарските политичари се во кампања, на некој начин сакаат да ги релативизираат тие изјави кои доаѓаат од Софија, тие тврди изјави особено. Па не е само релативизирањето како начин да се правиме дека ништо не се случува во суштина. Сметам дека има длабоки недоразбирање околу главните поенти, тоа што Бугарија го утврдила како нивни општ политички консензус од аспект на Македонија и решавањето на проблемите со нас. Меѓутоа, тоа што мене искрено не ми се допаѓа е фактот дека како на известен начин да се чувствува разединеност во државното раководство, а отсуството па на полн политички и национален и државен консензус е само дополнителна потешкотија. Ако забележавте, во ист ден ни се случи председателот Стево Пендаровски да реагира на последната провокација на бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Каракачанов со честитката за 8 март, додека вчера премиерот и министерот и вице-премиерот фактички одбија тоа да го сторат со едно образложение дека знаат да шутираат пенали, нели? Меѓутоа не сакаат во моментов. Сега да прашам
Зошто Пендаровски се става во таква ситуација и Пендаровски не знае да шутира пенал? Знае. Меѓутоа, он собира храброст и кажува нешто. Каде сметам дека е разликата? Разликата е во тоа што разбирам дипломатија, разбирам желба за решавање на проблем. Меѓутоа, исто така разбирам дека оваа власт мора да го заштити достоинството на македонците. Да, ова Иванов што го вели Димитровски е една од забелешките, да речеме, во однос на однесувањето на владата кон Бугарија, имено дел од јавноста забележува дека е мека во однос на нападите од Софија, бараат почеста, по-жестока реакција, додека образложението на владата е дека не треба да се долева веќе оган на веќе и онакав жештената ситуација. Мислите ли дека дипломатски добро се води така стратегијата или некогаш треба да се одговори пожестоко? Во тој дел да не реагира пронтно владата, да не подлегнува на хормонски провокации, јас тука ја поддржувам тој дизајн на однос кон бугарските провокации, без оглед на тоа дали тие биле пред избори или после изборни, но нешто друго загрижува по-генерално. А тоа е дека уште пред ветото да го стави Бугарија, тие не го употребуваат терминот вето, но практично е вето, ние, нашата дипломатија, нашата политичка елита, нашите други структури во државата не превенираа донесувањето на декларацијата во Бугарското собрание, која речиси едногласно е усвоена. Значи, бугарската политичка елита и владеачката гарнитура сега, па и опозицијата, ако утре дојде на власт, се закопаа самите во себе, по собствена избори желба, и пратија силна порака и на Европа и на целата Европска унија дека тие од тоа нема да отстапат без оглед на изборите. Сакам да кажам, изборите воопшто не се пречка за бугарските политички ставови во однос на македонските евроинтеграции. Втората работа е што и откако беше донесена таа декларација во собранието, како да замрзна нашата дипломатија, се подпре веројатно на претседателството на Германија, на тие ветувања на многу меѓународни фактори, како да беа хипнотизирани. Нема никаква дипломатска активност, ниту тајна, ниту јавна. Да имаше тајна, нешто ќе се слушнеше, тука и таму, нели некои контакти. По-силна реакција од собствени интереси пратија Словачка и Чешка отколку нашата дипломатија. Така што тие прогнози, значи, ние не создадовме амбиент да ги објасниме работите што практично бугарската страна вади од пред 100 години па наваму, нели? Ние не успеавме дипломатски да ги релативизираме односите во рамките на Европа, да наметнеме своји ставови, една своја вистина, еден свој дизајн на водење на политиката, да кажеме дека ние сме тука немоćни, дека тие прашања ќе се расправаат година, 2, 3, 10 и така натаму, и тие не смеат да бидат пречка за евроинтеграција, што е генерален став на сите во Европската унија. Но факти се покажа дека ние, можеби и поради нашата неактивност и таа инертност, чекајќи некој друг да не смести таму затоа што нели ветувањата, се покажа дека Европа е Европа. Таа стара Вавилонка си има своји стандарди и ние тука паднавме на тој испит. Сега мислам дека повторно ја правиме истата грешка, дека изборите се сега во Бугарија, тие си прават реклама и така натаму. Мислам дека не е така, дека тие се закопани во ставот за да се смени тој однос. Прво, ние не може да очекуваме двете комисии брзо да донесат некакви решенија. Второ, за да се смени тој однос, ќе треба Бугарското собрание, тоа новото што ќе се формира после 4 април, тогаш ли беа изборите, треба да донесе нова декларација со некоја формулација која нив нема да ги доведе во некој пораз пред јавноста, еве попуштивме пред Македонија. Јас не сум оптимист дека тоа може да се случи и уште една работа, тоа е дека ние и ден денеска, чекајќи ги изборите во Бугарија, ние немаме решение за македонско-бугарскиот спор. Јас знам дека тој тежок, сите знаеме дека е тој ужасно тежок и јас не верувам дека ќе се реши ни до крајот на оваа година со ваква дипломатска активност, дури евентуално ако преку други структури, како што е НАТО и американската, таа е непопустлива, поготово сега со новиот американски претседател, иако според примерот на Меркел и на тоа не може многу да се надева.
Тоа значи дека Македонија не сме да се откаже прво од европскиот пат, но второ дека треба да бара и други начини. Може би треба, не знам, да се активира таа латентна понуда која не била ни цврста за економската заедница европска, која на Македонија ќе овозможи барем двигателно да се раздвижи внатре, да исполнува некои стандарди, што стандарди на Европската унија, да ги оставиме бугарската политика малку да се измори од нас, од Македонија. Затоа што тоа што сега го бара Бугарија е непромисливо за нас. Ние сите сме сведоци и фаќам некои сигнали, па и цврсти ставови, дури на дел од македонската, на неколкумина влијателни представници на академската заедница, кои најотворено застануваат на страната дај да направиме се што може да направиме, само да го фатиме европскиот пат, но тоа е невозможно, едноставно не изводливо да се направи. Македонија ја изоди реката до самиот брег од другата страна и сега треба само бугарската страна да подаде рака, да не извлече на брегот и да стартуваме кон Европа. Но таа не навлече да дојдеме до тука и не остави така и сега ние се давиме во собствената баруштина. Не очекувам ниту од претседателството на Португалија, тие покажа дека повеќе се заинтересирани за Северна Африка отколку за Западен Балкан. Така што јас не сум оптимист што се однесува до тоа дека Македонија многу брзо ќе ги отчепи своите преговори за Европската унија. Навистина штета за целиот тој напор што до сега Македонија го направи и за сите жртви што ги направи и за тоа што и покажа на Европа дека може, но ние имаме многу домашни задачи. Ајде да видиме и со овие 2-3 акциони плана што ги има и за корупцијата, ќе завршам сега, да. И мислам дека не треба многу да гаиме надеж, туку Македонија треба да се заврти кон сопствениот проблем, а тоа е владење на право, корупција, да создаде оваа политичка гарнитура заедно со опозицијата, со сите политички чинители, еден амбиент во Македонија, македонските граѓани да почувствуваат некој европски дизајн и овде кај нас. Да. Само да се надоврзам. Од двете страни имаме двајца министри за надворешни работи, Екатерина Захариева и Бујра Османи, кои во моментот јавно манифестираат дека не знаат елементарни работи, а треба да решаваат круцијален спор. Министерката Захариева не знае дека во Скопје постои веќе бугарски културен клуб. Нашиот министер Османи не знае дека од 48 наваму на сите пописи македонските бугари или бугарите во Македонија, како сакате именувајте ги, можат слободно да се попишат. И сега, што повеќе да очекуваме од такви министри за надворешни работи? На ова, не се согласувам баш дека зад кулисите не се случуваат некои крупни работи. Зошто? Затоа што ќе ги споменам последните предлози на бившиот премиер Лјупчо Георгиевски и изјавата на специјалниот пратеник, исто така бившиот премиер професор Владо Бочковски, дека во прв момент ќе боли, некои работи ќе болат, но понатаму ќе биде многу полесно. Вие мислите само ова да кажам, на сите ни е јасно дека бугарската страна бара од македонската страна да потпише, значи не да каже, да потпише дека до 1944 година немало македонци и дека македонците се всушност бугари, а се македонци од август 1944. Значи, тоа многу имплицитно го кажуваат. И преку тој праг не може да се помине. Бидејќи не може да се помине преку тој праг, јас не го гледам решението. Но има една можност за која јас сум, иако сега ќе ме обвинат многумина дека сум национален патриот и така натаму. Како што бугарската страна донесе во собрание декларација, еве ние да бидеме до крај галант, па да донесеме една декларација во која на бугарската страна ќе кажеме оставете нели? Не терајте нешто да потпишеме она што постојано Каракачанов и некои други извори го кажуваат. Ние се што мисли дека е ваше, земете си, ставите си во вашата историја, толкувајте си како сакате, ние не коментираме во наредни 20 години. Сега парафразирам малку и карикирам. Нас ни е поважна Европската унија отколку приказните за тоа што сме, кои сме, какви сме биле и каква била историјата и чиво било или днеското остане или го целоче. Изгледа Јас малку лаички и волунтаристички зборувам нарочно за да предизвикам реакција.
Затоа што, сакам да кажам, ние друг пат немаме. Значи, да им дадеме на бугарската страна. Повелете, земете си што мислите дека е ваше и да оставиме амане за другите генерации во таа собраниска делегација. Добро, но Иванов, тоа не е различно од сегашната ситуација. Ние ни кажуваме на Бугарија за нивната историја што да учат. Бугарија сака да подпишеме. Во тоа е разликата. Ама сега вие изглед не ги следите редовно бугарските медиуми. Сега најнова иницијатива, како одговор на поставените тези на Љупчо Георгиевски е дека тоа не е доволно што он го вели Бугарското собрание да донесе резолуција дека од 44-та постои македонски јазик и нација. Сега не. Од завчера новото барање е северно македонци. Што зборувам јас Предраг до сега? Северно македонци. Не сум што сега дали тоа треба да влезе во таа само малку дали тоа треба да влезе во декларацијата што ја предлагаш? Не, се разбира не. Значи да не одиме од една крајност во друга, нели? Значи сега ти уште потврдси кога јас велам дека нема решение, ти се обиде малку да ме демантираш дека решение сепак има, дека нешто за завеса се случува. Дека бараат решение. Не реков дека има. Реков дека бараат решение. Кој бара решение? Не знам кој. Никој не бара решение. Не знам. Ако американците не го најдат решението со помош преку НАТО и со некои други структури таму и со помош на Брисел пак и на Европската унија, ние заедно со Бугарија ништо не можеме да најдеме. Нас ни треба модератор, ни треба посредник, ни треба медијација во нашиот спор, ние сами не можеме. Не само медијација политичка, веројатно и медијација научна, што па бугарската страна нема да сака да го прифати. Јас само што ова кога спомнувам, се обидува да си поигра некој од академската заедница на некој мој ставови, понекогаш ги пуштам така малку како пробам во да ги видам реакциите и јас нешто да научам. Кога велам дека треба да се обратиме можеби сега до Обединетите нации и да пријавиме Бугарија за вербална агресија врз Македонија, нели? Не почитување на договорот за добрососедство, не е тоа вербална агресија, не почитување на договор за добрососедство. Ние сме членка на Обединетите нации, а Европската заедница како и НАТО се посебни клубови со земји членки на Обединетите нации. Значи ние сепак имаме некаков линк таму. Јас знам дека секое предлабочување со односите со Бугарија сега овие што не гледаат и преговарачите и актуелната власт и не само од бугарска страна ќе речат што се занесувате, нели? Ние преговараме билатерално, па ќе го решиме спорот. Јас останувам на теза дека спорот нема да се реши ниту до крајот на годината. Добро, наше е да се занесуваме, затоа не сме платени, нели? Добро, гледаме дека стратегијата на македонската дипломатија, тоест, ајде да речеме појасно желбата на македонската дипломатија е да се смени начинот на преговори со Бугарија. Ние велиме дека историските спорови треба да останат на страна, дека тие не треба да бидат дел од преговарачкиот процес со Европската унија, па и во последната изјава на вице-премиерот Димитров, тој вели дека добро, прво дека нема преговарање со македонскиот јазик и идентитет, а второ вели напредокот на Македонија кон ЕУ не сме да се сведе на тоа дали ќе успеат да се договорат историчарите од македонско-бугарската комисија. Сега, значи, македонската дипломатија би сакала резултатот од историската комисија да не влие врз македонскиот евроинтеграцијски пат. Но можно ли е сега во таа фаза, значи да се вратиме на сосема нов формат? Не. Кога велам јас тоа е сметка без крчмар, токму на тоа мислам. Значи, ние може да си правиме планови какви што сакаме, но бугарската страна е ригидна по тоа прашање. Само би додал дека според мене меѓународната заедница, вклучувајќи и Европската унија, не знам од кои причини менува веќе воспоставена пракса и правила на игра. Македонско-бугарската комисија не е ни прва, ни последна која ќе треба да работи да функционира. До сега имаме такви искуства, така? Француско-германско, германско-полска, едно друго. Меѓутоа, таму политиката воопшто не се меша во науката. На Балканот не е така. Кога имаш веќе воспоставена пракса на работа, зошто ја менуваат? Комисијата германско-француска работела со децении. И резултат на тоа е еден заеднички учебник, кој што, значи, надвор од тоа наративот француски, наративот германски, стои во средината за оние кои сакаат да знаат повеќе од аспект на
историјата и меѓудржавните односи и тоа. Но- Зошто кај нас тоа не се применува? еве зошто кај Зошто нас- не и кажат на Бугарија, стојте, чекајте, еве, Ама ова е пракса. кажани ми е Предраг, не прифаќа бугарската страна ништо. Таму се случи А една зашто па ние треба да сме тие што треба се да Па прифаќаме? не реков јас дека треба на таа линија и разговарам, не дека не треба да прифаќаме, не можеме да прифатиме некои нешта. За тоа зборувам. Таму се случи, за разлика, тоа е европска култура, ова е балканска култура. Таму се случи во Бугарија, преседателот Радев да ја собере комисијата, таму седат луѓе ерудити, академици, историчари, нели и така натаму. Да ја собере пред 20 на камери на целата бугарска јавност, за да им одржи лекција кои се црвените линии. Пазите, политиката од врвот на бугарската држава. Тоа, за среќа, барем кај нас не се случува. А вие зборувате за примери Германија, Полска, Франција и така натаму. Зашто за среќа баш напротив треба да сакам седнат и кажам- нашите политичари да Сакам воспостават кажам, црвени линии, не тоа е е друга така. култура. Инаку нашата македонската страна неколку пати им повторувала, имплицитно кажала дека комисијата нека си работи својата работа, дај ние да се застанеме на европскиот пат. И Брисел дури, и Европската комисија исто така вели. Историјата не е предмет за преговори во Европската унија, но вие решете ги соседските односи. И Бугарија тука го прави проблемот. И Европа не вика историјата, Европа вика имате проблем со соседот. Да, сега кај нас дојде едно, да речеме, може би изненадување мало во јавноста со ставовите на председателот на МАНУ, Љупчо Коцарев, во однос на Преспанскиот договор и на договорот со Бугарија, кои според него имаат последователност во действијата. Па така Коцарев вели за Преспанскиот дека е договор кој го дестабилизира Балканот и вели дека од него произлегува и штетноста на договорот со Бугарија, кој исто така има влијание поради решенијата направени во Преспанскиот. Ова е една од дилемите сега во јавноста, гледаме дека има спротивставени мислења за тоа. Еве зборуваме за Бугарија, повеќе за тој договор за добрососедство. Дали сегашната ситуација во која е Северна Македонија е поради склучениот договор со Бугарија, дали има некакво влијание сегашната ситуација или бугарската страна ќе ја направеше блокадата и со договор и без договор? Да, сега. Значи, прво, кога станува збор за академик Коцарев, ќе кажам дека апсолутно не треба да се замаглува и да се дефокусира јавноста од било каква иницијатива за било какво происпитување на било кој од двата договора. Зошто го кажувам ова? Затоа што како резултат на двата договора денеска имаме апсолутно како никогаш досега поделено македонско национално ткиво. Сега некој ќе забележи дека таа поделеност со векови траела, односно уште од времето на крајот на 19 и почетокот на 20 век, меѓутоа не треба да забораваме дека ние сме веќе 21 век и претендираме да бидеме држава членка на Европската унија со сосема други вредности и наративи. Така да двата договора фактички и резултатите од референдумот го покажаа се основа за уште поголема поделба на националното ткиво. А тоа прашање на време е кога ќе се одрази и на меѓуетничките односи во државата, затоа што веќе се забележува кај албанците, одредени структури кај албанците, дека отворено кокетираат со ставовите на Софија. И пазете сега, има термини два кои што не се ни случајни и ни малку беззначајни. Редефинирање на македонизмот. Редефинирање на македонизмот. И секој македонизам ќе го редефинираат. Кој го кажува тоа, за кого зборувате? Зборувам за пораничниот претседател на Сдруженијето на новинари на Македонија. Да, да. А министерот за надворешни работи користи сосема друг термин, отстранување на рецидивите од минатото. И сега не ги кажуваат кои се тие работи. Тоа е кај албанскиот фактор, па и научен и јавен, еве и општествен, мислам дека постои тоа стравување дека таа риторика, нели, кога зборуваме за
периодот на фашизмот, нели, бугарскиот окупатор фашистички и така натаму, од истокот ќе се пресели на западот, па сега ќе речеме да и албанскиот фашистички окупатор со помош на италијанскиот, нели? Ако администрирале од таму германци, од исток, од запад администрирале, нели, со помош на италијанци. Мислам дека од тоа се плашат и тие прашања, добро што го покрена, мислам дека треба многу брзо јавно да се извадат, да се исполемизира, да се расчистат тие работи и со тие периоди историски, со терминологијата и во учебниците, и во политичкиот, и во јавниот дискурс, да извадиме таа зла крв од минатото, бидејќи се провлекува. Мислам дека од таму е, кај албанскиот фактор, општествен, не би рекол политички, но и политички секако, тоа стравување, таа реторика кај македонците. И тоа ќе донесе до сплутување на македонците, но врз една лоша, врз една националистичка платформа, што никакви перспективи нема да донесе ни за државата, ни за македонците, ни за било кој во државата Македонија. Јас само ќе се надоврзам, би те исправил за нијанса, да не забораваме дека во така наречената Тиранска платформа имаше точка во која се споменува осудот на геноцидот од 1912 до 1956 година врз албанците. Предраг, ако имало, дајте да ги извадиме тие работи и за бугарската страна што обвинува, и за албанската страна, да видиме и за српската страна, да видиме и врз македонците од едната страна, да видиме и врз македонците од друга. Јас мислам дека ние имаме доволно и на Балканот, и во Македонија, и во сите етнички структури, ако сакате, и политички, и научни, и дел од јавноста, потенцијал тоа да го извадиме и конечно, како се вика, да пуштиме тоа да истече од македонското општество, бидејќи тоа не води кон 21 век, спомнати, не води во никаква перспектива за никого, најмалку за македонската држава и за сите што сме во неја, нели? Значи, јас апсолутно се сложувам. И мислам дека е тоа најцелисходно решение. Меѓутоа, сите овие процеси за кои зборуваме во моментов, нема да можат ниту да почнат, ниту да завршат без точно утврдување на етногенезата на македонскиот народ. А што значи тоа етногенезата? Зошто го кажувам ова? Затоа што не може, ако македонците, тргнувам од тоа, ако сегашната актуелна власт прифати дека македонците постојат од 44-та. Но нема да прифати сега. Ако прифати, ама нема да прифати. Без тоа, само така, да сакаше да прифати, ќе прифатеше и сега ќе почнеме преговори со Европска унија, тама работа. Зошто ги отвараме сега тие теми? Ама јас не сум убеден дека зад кулиси не се разговара за тоа. Кога зборуваше зад кулиси, кога употреби, ја мисле дека за дипломатски активности да и се помогне на Македонија, не за ова. Нема тоа да се случи. Зошто го кажувам ова? Затоа што тогаш геноцидот кој го споменуваат и албанците и македонските бугари, односно официјална Софија за геноцидот врз македонските бугари, паѓа на товар на македонците, а не на српските власти во периодот меѓу двете светски војни и на српскиот елемент, односно југословенскиот, во времето на Лазо Колишевски, посудирот со структурите од Дасном, од веднаш по завршувањето на војната до 48, односно 53 година. До Ранковиќ и натаму. Значи, сепак за тоа... Таа тема така нема крај, ниту јас можам, верувам и ти, може да си поупатен да разговараме за тоа кој каков геноцид правил. Но ако се правило геноцид, а се правило, ако не геноцид, нешто слично, некакви злосторства, мислам дека треба да се извадат сите. Апсолутно. Без такви странични изјави, како што спомнати колегата, поранешен председател на Сдруженијето. Јас не сум ја фатил таа мисла, но мислам дека треба да се соберат и јавни личности, и политички, историчари, проследувачи на тие процеси и да ги отворат тие теми и конечно да се расчистат. Јас сакам нешто друго да предупредам, само се извинам уште една минута, околу зошто нас тешко ќе ни оди, бидејќи ти го спомна македонизмот. Во Бугарија, во Бугарската академија на науки, од неколку години наваму се провлекува една теза за македонски шовинизам. Дека македонскиот шовинизам не смее да влезе во Европа. Од таму е доктрината и на сегашната актуелна бугарска политика обновена према Македонија, уште од времето на 80-тите години, Предраг памети, вие сте сега помлад,
од времето на академик Цола Драгојчеви и на живковизмот во Бугарија, нели, и тие напади врз Македонија и македонците. Сме пишувале милион редови за тоа. Тоа беше исто така една војна, многу посилна од оваа што е сега, иако има сега интернет и повеќе медиуми и така натаму. Тогаш беше под државна контрола и бугарската према негирање на македонците и одбрана на македонците према бугарите. Па имаше и радио емисии, пропагандистички и така натаму. Но сега да кажам дека таа теза, дека македонизмот не смее да влезе во Европската унија, таа самата е контрадикторна по себе, бидејќи Бугарската академија, од каде произлегува таа теза што ја користи актуелната бугарска политика, практично е контрадикторна во смисла, ако има македонизам, има македонци. Значи, тие сами на некој начин се влегуваат во контра своите негаторски ставови кон Македонија и македонците. Но нашиве, мислам, политички, дипломатски структури треба да се изборат прво околу тој термин. Тој термин мора да се порази таму во Бугарија. Не постои македонски шовинизам. Зашто ако зборуваме за македонски шовинизам, можеме ли ние така вулгарно да возвратиме со бугарски фашизам кој е практична творевина во некој период или административен. Монархофашизам они го користат. Се едно. Значи, ние тоа еве го избегнувам. И учебници чистиме, и клетите, нели, фашисти и така натаму. Од бугарска страна се уште нема сигнал дека се расположени да прифатат македонство и македонизам во било која форма. Тоа е проблемот. Од таму јас тргнувам дека е нерешлив. Ја спомна министерката или нашиот министер и така натаму. Мислам за министерката не вреди, не може така да се дискутира колку е способна, неспособна, бидејќи сите нејзини настапи се само една следење на една линија, не толку можеби, иако е од партијата на ГЕРБ и на Борисов, повеќе ја следи таа уште потврда линија на претседателот Радев. Значи, кога зборам околу тоа геноцидот, јас тргнувам од податок дека бројките што се споменуваат и од албанска и од бугарска страна не соодветствуваат на реалноста, затоа што најодговорно тврдам, сега да отворат било кое досие по воена. Првите, значи тука нема, ќе направам дистинкција малку од декември 44 до април, јуни 45, за тој период дистинкција правам. Меѓутоа, од април, мај, јуни 45 година, па до натаму, во ниту едно досие нема да најдат било каква етничка припадност на жртви на комунизам. Вие сте поупатени во тоа, Предраг, гледам, не можам јас да дискутирам на таа тема, но пак пледирам да се отворат тие прашања, бидејќи тоа не е во времето на Александар Македонски пред 2000 и кусур години, тоа е вчера и постојат и документи и во Белград, и во Скопје, и во Софија, и во Атина или во Солун, каде сакате, тука е овој регион. Значи, бројките ги демантираат, го демантираат поимот геноцид. Тоа ми е поентата. Не, за геноцид работа не станува збор. Многу лесно геноцид ние знаеме вака да... Дори екс-премиерот Љупчо Георгиевски... Последен геноцид се избиран беше Сребреница. Сакале некиле во 3 дена 7000 луѓе да се ликвидираат, тоа е геноцид, тука нема бегање. И екс-премиерот... Од тој аспект го зборувам сето ова. Дури екс-премиерот Георгиевски, кој се смета дека ете има помеки ставови во однос на начинот на решавање на проблемот, вели дека тие бугарски тврдења за 120.000 прогонети бугари се претерани. Да, само сега да не заборавиме, бугарската страна е прозвена неколку пати од наши структури, службени структури, да покажат документи, да ги извадат тие документи на тие, како за негирање на македонството, така и за овие злосторства што наводно се правени. Дека се правени, но во таков обем и на таков начин, а да се премолчува при тоа и другата страна што правила, затоа велам, тоа мора наеднаш се да се изведе, се отвора дебати и тука не само во Македонија, тука и на Балкан. Значи и од кои позиции ќе се тргне? Дали од позиција на антикомунизам и расчистување со минатото, или од позиции на тврдо југословенство? Предраг, нека се почне од позиции на жртви, ти тоа го покрена, па да нека се види. Да, добро, треба да направиме кратка пауза за реклами, брзо се враќаме во студиото, останете со нас.